Фирмите од истокот не знаат да си потражат пари од банките. Ова важи за голем број од малите и средни предпријатија, особено кога во прашање е барање за поволни кредити од Светска банка. Во досегашниот период голем број на компании поднесува апликации до Светска банка и до Министерството за финансии за обезбедување на вакви заеми и кредити. Меѓутоа, за жал, поголемиот број, посебно малите организации, поради тоа што не располагаат со доволно кадри или немаат капацитет, апликациите беа отфрлени. За ваквата ситуација да се смени денес во Штип, на бизнисмените им беа објаснети процедурите и правилата за набавка на вакви средства. Први да пробаат дали нешто подобриле и научиле ќе имаат градежните компании, на кои Светска банка им нуди средства за да си ги решат итните инфраструктурни проблеми. Средствата се наменети за градежни компании, она што на самата компанија во моментот е потребно, дали набавка на машини, дали изведба на одредени објекти, значи во секој случај она зашто тие сметаат дека во моментот и се најпотребни. Дали е водовод, дали е нискоградба, дали е високоградба, дали е електрични инсталации, значи се она што спаѓа во областа на инфраструктурата. Предходно ваков информативен состанок се одржа и во Кочани, каде како да дојдат до свежи пари им се објаснуваше на општинската администрација. За подобрување на општинските услуги финансирани од страна на Светска банка, тоа беше настан кој што ги запозна самите општини како тие директно да аплицираат и да дојдат до одредени заеми, кредити или пак грантови, бидејќи Светска банка за најдобрите, најуспешните апликанти секако доделува и одредени награди преку грантови. За разлика од компаниите, општините од регионот многу често ги користат парите од Светска банка. Кај неа Кочани изминатиот период се задолжи со околу 1 милион евра, кој ги користи за асфалтирање на десетина улици.